Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Меѓународната конференција за СИДА е отворена во неделата во Соединетите Американски држави за прв пат откако беше префрлена во странство во 1990-та. Ова е голем настан дури и за Вашингтон. Не само затоа што присуствуваат 20.000 луѓе, туку и заради возбудата измешана со надеж, заради веста дека СИДАта може конечно да биде победена. Почнуваме со вестите. Меѓународната конференција за СИДА беше отворена со повик до владите во светот да не дозволат намалените буџети да ја успоред борбата против болеста. Специјалистот за СИДА од Сан Франциско, доктор Дайан Хавлер, на собирот кажа дека светот има шанса да го почне крајот на СИДАта. Обединетите нации велат дека 34 милиони луѓе живеат со ХИВ и СИДА и 1,7 милиони умреле од болеста во 2011-та. Од другите вести, полицијата во југозападната американска држава Тексас вели дека 11 лица се мртви и 12 други повредени, откако преполн камион удрил во дрво на рурален автопат. Властите истражуваат што било причина за несреќата во неделата на околу 130 километри јужно од Сан Антонио. Тие велат дека не се знае со сигурност дали жртвите биле илегални имигранти, но многу е можна. Човекот обвинет за убиство на 12 лица и ранување на 58 други во киносала во западната држава Колорадо денеска за прв пат треба да се појави пред суд, додека истрагата продолжува со составување на настаните што доведоа до пукањето. Джеймс Холмс се држи во изолација откако полицијата го апси рано во петокот пред театарот во Аурора близу Денвер. Председателот Барак Обама синоќа замина за Колорадо, каде приватно се сретна со семејствата на жртвите. Барањето е ефикасна вакцина против ХИВ вирусот се смета за голем научен предизвик на нашето време. Националниот институт за здравје на САД има центар што последниве 11 години работи токму на тоа. Како што ќе видиме од следниот прилог, истражувањето имаше успеси и падови, но научниците денес се поголеми оптимисти од кога и да е порано. Гај Дженкинс Бас е ХИВ позитивен преку една деценија. Како милиони луѓе широм светот носители на вирусот, соодветната терапија му возможила да има релативно нормален живот. Благодарен е за грижата што ја добива во клиниката Витман Вокер во Вашингтон. Тој воедно се надева дека еден ден ќе постои вакцина за да ја спречи инфекцијата од ХИВ вирусот, а можеби ќе се најде и лек против, како што се нарекува, чумата на 21 век. Би сакал еден ден да видам лек за болеста, но не е дека не се обидуваат. Знам дека луѓето се обидуваат да го најдат лекот. Во Националниот институт за здравје, доктор Гери Нейбл минал преку една деценија на изработка на вакцина. Кога почнал, задачата изгледала неизводлива, но тој е охрабрен од тоа како се развиваат работите изминатите неколку години. Би рекол дека од личното искуство најголемото достигнување досега е способноста да ги идентификуваме неутрализирачките антитела, што ги имаме откриено против ХИВ вирусот. Ваквите антитела ги штитат клетките во телото од напаѓачите како што е ХИВ. Откритието како може да не го пропуштат вирусот отвори нов пристап за изработка на вакцина. Од центарот велат дека започнале да тестираат повеќекратни антитела врз мајмуни. Потоа се изложувани на ниво на вирусот кој би се инфицирале во нормални услови. Доктор Нейбл и неговиот тим се подготвуваат да ги изведат тестирањата и врз луѓе. Тој сепак предупредува дека дури и се да оди по планот, и натаму потребно е да минат многу пречки за да се дојде до ефикасна вакцина против ХИВ. Охрабрувачки е фактот што тие препреки почнуваат да се расчистуваат. Големи се, бучни, прават неред каде и да поминат со огромните тркала. Трките на камионите чудовишта се вистински спектакл. Почнаа во 70-тите години и до денес останаа атрактивни за многу љубители на овој вид забава. Во приложение ќе покажеме како изгледа еден таков настан од самото место. Ве водиме во Ист Радерфорд во Њу Џерси. Се собираат за главниот настан наречен Метеж на чудовиштата.
Возачот на еден од овие камиони, наречен максимално уништување, за прв пат се обиде да направи салто на назад. Не успеа, и тоа беше една од работите што ќе се раскажуваат од овој ден, но многу повеќе се случуваше на паркингот. Камионите чудовишта се присутни со децении и додека поголемиот дел од овие обожаватели се родени подоцна во 21 век, сите го знаат и го сакаат најголемото чудовиште меѓу сите. Најдобар е, никогаш не губи, фантастичен. Денис Андерсон го вози популарниот камион Dwight Digger. Преку 30 години тој е човекот задвојан на ова популарно возило. Се откажав од возење на овој камион лично за себе во 1999, но не можев тоа да им го ускратам на обожавателите. Од 1999 наваму возам за нив. Тие ме направија овој што сум денес. Еволуцијата на Great Digger е метафора за спортот, што сега има имиња како Лупе Соза и само прогласената прва дама на метежот на чудовиштата Медуза. Ги охрабрувам сите жени, верувајте во себе. Правете го тоа што го сакате. Држете се и одете напред. Многу се тука да ги видат возилата, но има многу кои доаѓаат да ги видат своите херои, како Мохав Војнов. It's really a nice atmosphere for the family to come out and have a good time. Убаво е за цело семејство. Може цел ден да се забавувате за истите пари како да одите во кино. А на паркингот посебна забава, голема понуда на храна и пијалаци. Се додека не се отвараат вратите и чудовиштата се пуштаат на слобода. Од Олимпијадата не делат само уште неколку дена. Меѓу спортистите од Македонија е и надежниот 19-годишен пливач кој во Лондон заминува со неизмерен ентузијазам. Разговаравме со него, а деталите во наредната емисија. Пливачот Марко Блажевски на пат за Олимпијадата во Лондон. Кои се очекувањата? Гледајте утре во Ньюсфлеш. Се за денеска, јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Се надеваме ке ни се придружите и утре, овде или преку нашата интернет страница glasnaamerika.com или на Facebook. Пријатно вечер.